Здраво, драги мои убави луѓе кои го сакате шангот и е вашето омилено место за опуштање, за смеење, за релаксација и за добра забава. Посебно оваа дружба ќе биде за смеење на шанг, затоа што нашиот гостин е од тие луѓе кои знаат да ве насмеат, кои знаат да ве расположат. Не кажувам уште кој е нашиот гостин, но ќе ви кажам дека ми е многу мило што секогаш сте овде и што секогаш сте полни со енергија, а знам дека тајната на енергијата и на вашата сила е затоа што пиете конечно вистинско турско кафе. Кога мислам на кафе, мислам само на ова кафе, на никое друго. Кафе одлично спакувано, во луксузен дизајн, кафе спремно за погости, затоа што на гости со празни раце не се оди. Кафе кој има доволно добар црнталог за да си изгледате на шолја кафе кога сте со вашите пријателки и кафе кое е направено од најквалитетните зрна на кафе. Премногу пати кажав кафе, знам, свесна сум. Кафе. Оние кои се пак љубители на добри автомобили, знаат дека кога зборуваме за автомобил и треба да одиме и да патуваме некаде, затоа што времето се стоплува, денот се зголемува, вас ви е досадно да седите по дома само и кога ќе заврши дружењето на шанг добивате желба да одите некаде, а не сакате многу да се потрошите, сакате автомобил кој е домакински, автомобил кој не троши многу, има одлични перформанси, тогаш го барате новиот Hyundai Tucson. Поима немам што ми е со раката и зашто стојам вака, да сакам да бидам манекенка, не знам. Ама ова е кола која јас би сакала да ја возам, ако бев добар шофер, ќе ми ја дадеа да ја возам, ама како и да е, јас кола си имам од кај моите пријатели затоа што за тие цени што ги нудат, тие квалитети на автомобили и тој избор, токму тоа е што сакате да го побарате. Одам пред другата камера за да ви најавам дека е време да видите кој ми е денес на гости во студио и ќе сакате да останете овде затоа што ви ветувам многу смеење. На моје огромно задоволство, еден од моите омилени личности во земјава, омилените актери од народните приказни и еден од најсмешните луѓе кои во последно време сум имала задоволство да седнам на шанг и да испијам вино со него, дека ние пред емисија си пиеме вино. Дами и господа, актер првично ќе го најавам како глумец, а после ќе кажам и еден од најуспешните стендап комичари со над 150 стендап шоу направени, човекот кој влезе во полуфинале од The Funniest Person in the World, оние кои не разбираат англиски, најсмешна личност на светот. Нема веќе такви персони, сите знаат англиски. Никола Тодоровски, добре ни дојде. Добро ве најдов, една мала исправка, веќе кога се фалиме, 150 шоуа годишно. Веќе 6 години. Добро. Не ти кажав дека ги симнав на очарите и дека не гледам. И сум поубав. И одма си поубав, а и плюс се мачам овде со ситни букви и на зуми, да? Нема гајле. Ама како и да е успешен професионалец во својата професија, но ако веќе морав да те најавам како што би се поправо декларирал, како глумец или стендап комичар? Комбинацијата ја сакам јас најмногу. Сите сакаме комбинација. Сите сакаме комбинација, особено ако се добри. Добитни ако се. Така да комбинирам, вработен како актер во Народен театар Охрид, инаку исто така паралелно започнав професионалната кариера како стендап комичар, како што рече многу сум смешен. Не, вистина е смешно, јас од преска се смеам, дека ги чекаме микрофоните. Да, и луѓе доста често кога ќе ме сретнат на улица, луѓе што не се познаваме, ми викаат: "Еј, поубав си во живо", викам: "Фала." Парно си поубав, но јас ја без научари сум, ама сопругата ќе се најути, нема. Не, лабаво. Лабава? Лабаво. Добро. Па на две деца веќе, шо? Па да. Сигурно нема никаде те зима да трпи кај нејзините деца, па и твоите деца. Многу деца се на тоа. шанк. Ајде на здравје и ти благодарам што дојде. На здравје. Љубител си на винца? Љубител на винце и на добар муавет. Ти професионално вртиш, ја одма да ја кренам чашата. Дека реклама да направиме инаку. Еве рекламата. Пробај го винцето и сега ти кажам шо пиеш. Дали, бој да знае човек шо пие. Не е вино? Знаеш кој е вино, можеш да примитуваш или не си за толку експерт? Не се, Моите пријатели ни сервира овој пат на Шанкале вино, квалитетно суво црвено вино, куве од сортите Мерло, Каберне Совиньон и Вранец.
Се одликува со интензивна црвена боја, прекрасна комплексна арома, добро избалансиран мирис на цвеќиња со нијанси на капина, малина и рибизла и перфектно избалансиран долготраен вкус. Треба за реклама да ме земете да им читам реклама. Се служи на температура 16 до 18 степени, немам завршено, со јако месо, печено, свинско, телешко и димено месо. Не ми тоа, имаме снимано. Немат. Немат, дека од Охрид, да, немат. Да се извинам во старт за дијалектот, ама посилен е од мене на моменти, така да уживајте. И покрај професијата? И покрај професијата, коренот си влијај. Си влијај. Обично со луѓе со кои прв пат имам привилегија и задоволство да правам интервју, сакам да ги прашам за почетоците. Може тебе ти е досадно тоа прашање, ти многу пати сигурно имаш објаснето, не е супер. Како се одлучи да станеш актер и нормално од кај ти тикна па и стендап комеди? Сега како се одлучив да бидам актер, спонтано се стана. Носто глумеше по дома и ти рекој бе барам некој динар зими. Не знам, од прилика кога имав 14 години ме привлекуваше професијата, гледав театарски представи кои се случуваа во Охрид, нели, фестивалот Охридско лето, уште немавме театар професионален тогаш. И почна некако да ме влече актерството, па се запишав, нели, почетоците на студио на драмско студио и така бев веќе одлучен уште кога се запишав средно, бев решен дека ќе студирам факултет за драмски уметности, кандидирав на академијата во Скопје, не бев примен таму. Тоа сакаш се да кажам, многу е лошо дека многу тешко примаат луѓе и као шо после? После се случи, значи пробав во соседна Бугарија и таму ме примија и завршив таму. Значи нашите соседи знаат да проценат талент, иако не верувам дека немаат талентите што имаат завршено на драмски, меѓутоа валјда дека мал е капацитетот на луѓе кои влегуваат кај нас. Па не знам, склоп на околности, не знам, можеби не сум се представил како што треба, можеби не знам зошто и од друга страна пак имав одлично искуство, значи школото академијата што завршив таму влијаеше доста позитивно во моје формирање како актер. А како стендап комичар има една више одмаси доаѓа професијата до израз. Се случи, значи уште кога се родив и кога прв пат ме донесле кај мајка ми, пази сега. Значи, нели прв пат ме донесле кај мајка ми, нормално жената сакала да види дали е се во ред со детето и така натаму. Има ли полов орган? Прво тоа се проверува кај машко, да видам. И мислам, тоа беше очигледно. И како што проверувала, значи осетила дека една нога ми фали. Значи брутално скроз, жената се потресла, ме расповила тука и видела дека едната нога ми во повивањето ми ја свиткале вака во коленото. И целиот сум бил, да речам сега како да употребам коректен израз, избербатен. Така да со една нога од старт во тип. Да. Од мал стендап комичар, така да тоа беа моите почетоци. Тоа ми се допаѓа, сам си се цензурираш. Да не се мачат дечките во постпродукција, така да опуштено. Да. И од тогаш наваму се е материјал. Ама не сериозно, значи ти си еден од првите луѓе што во Македонија го почна ова, значи ние стендап и уште си од тие луѓе кои прават стендап, немаме веќе стендап комичари толку никако. Не знам, имаше еден силен бран пред неколку години, жанровски стана интересно и привлечно и за публиката и за колегите кои што се обидуваат да го прават сето тоа. Сега некако намалија, не знам зошто. Мене ми е доста провокативно, јас веќе можам слободно да се пофалам дека се обидувам да си ја зголемам публиката, значи настапувам редовно во Бугарија, сум имал турнеи низ бивша Југославија, сум настапувал на англиски исто така, во Амстердам, во Лондон бев, во еден од најпознатите стендап клубови The Comedy Store, значи место култно, тие што следат стендап, што се интересираат, знаат за што станува збор, значи култен клуб за стендап комедија каде настапувале луѓе од калибар на Крис Рок, Джери Сайнфилд, Робин Вилијамс, значи луѓе кои што биле инспирација за мене.
Така да ми беше доста голем предизвик таму да настапувам, интересно искуство. И интересно е што таму секојдневно има настапи, нормално Лондон е огромен град, многу туристи секој ден доаѓаат и секогаш е рандом публика, значи цел свет буквално те гледа. Како реагира американците со оглед на тоа што дека претпоставам дека нели си во Македонија хуморот ти доаѓа од таму каде што доаѓаш и е малку поразличен од американскиот хумор или може ти се прилагоди на пазарот сега, не знам како што пласираше. Значи важна работа за стендапот е да го покажеш она што навистина го носиш во себе и со себе. Јас затоа на настапите зборувам исклучиво на дијалект. Да, и сметам дека тоа, зашто за мене е многу стерилно да се прави хумор на литературен јазик. Ама вие не пцуете многу во Охрид, затоа немаш проблем ти. Немаме кого. Немате кој да пцуете. Немаме кого, иначе можем, така да. Не, јас од градот, од Свети Никола, кога што дојам, ние си кај втор збор ни е пцовка, јас да почнам така треба да попцам све. И камермани, и директор на телевизија, и све. Дисциплинирани се сите, така да. Така да, многу е важно да го презентираш, да го правиш она што навистина е блиско до тебе и ти се случува и се обидов она што е дел од мојот живот да им го пренесам. Некогаш е функционално, некогаш не. Нормално, треба да живееш на тоа место за да осетиш кои работи, зашто хуморот е субјективна работа и во секоја држава е различен приодот. Некаде еден начин функционира, некаде по, да речам, брутални и поискрени работи функционираат, некаде е недолично да си дозволиш, така да треба да се експериментира во секој случај. Колку е тешка твојата професија и како актер и како стендап комичар, бидејќи стендап комичар бара од тебе авторски да си пишуваш се, да си спремаш се, а глумството па бара да си на терен, да со денови се работи на нешто и изморува. Да, кога спремаме представи во театарот, работата како актер е исто многу тешка професија која секоја професија е тешка на свој начин, меѓутоа конкретно манекинките тешко им е. Не тешко. Да си на 2 лажички посен јогурт секој ден, бога ми. Така да, не знам, се посветувам максимално кога ги работам улогите. Исто така, како што спомна, како стендап комичар треба да наблюдуваш што се случува и во тебе и околу тебе, за материјалот да е близок. И цело време пишуваш. Цело време како мањак некој луѓе зборуваат нешто ќе те инспирира. Инспектор си онака. И друго што ми се случи, кажете. Ти останаа другарки во животот уште дека сигурно имаш нивни приказни и ги кажуваш. Се чудев зошто еден период не ми се јавуваат, веќе ми е јасно, така да диктафонот го оставам дома и одиме на пиво. Само на тој начин функционира, инаку не. Доста добра те запозна публиката со оние YouTube клипчиња кои ги направи. Со половранците ми не ми беа милени, телефонски оператор еден тој стендап настап сум се смејала онака до солзи. Но сега во моментов малку поретко ги користиш тие видеа. Зошто? Што е причината? Си го чуваш себично материјалот или немаш време да постасаш? Во моментов започнав еден проект, фала за прашањето. И те гледаш ама ја знам муабето, фали ова, женска интуиција, почитувани дами и господа, нема ништо пострашно. Значи, започнав еден проект кој се вика Министерство за комедија. Значи, тоа е сатиричен поглед на се она што не обкружува, од политички, социјални, секакви теми. Го работам, значи се емитува низ повеќе регионални телевизии низ Македонија. И потоа, значи, премиерата е во сабота 17:30 и одма еден ден по премиерата епизодите ги ставам на YouTube, гледачите може да ги погледнат. Значи, проектот го започнав од една проста причина што мислам дека веќе како нација сме отруени тотално, значи тотално од политика и од сериозности. Јас
долго време и во интервјуа велев дека не сакам да се занимавам со такви теми политички, затоа што премногу им се даде значење на политичарите, стана мега звезди. Значи нити глумци, нити пеачи не се на ниво на звезди, а би требало да бидат, како што се политичарите кај нас во државава. Платите би требало да бидат исти, ама така, се согласам. Значи плата е единствено нешто за кое што во последниве 20 години сите буквално се согласија. Значи за ништо друго. Значи тоа е тотално мнозинство, само за плата. Така да ме инспирираше тоа и сакав да оформам еден министерски ресор. Значи сам себе си се прогласив за министер. Да, не ги замарав граѓаните со гласање. Имаш слично име со еден министер, презиме. Само тоа е посмешен. Ама како и да, тука со министерскија те иметира некај министерство. И решив да создадаме еден ресор кој што секогаш ќе биде на страна на граѓаните и буквално ќе се труди. Значи, целта моја како личност и како стендап комичар и актер е да ги земам сите оние нешта кои што ги тормозат луѓето, да ги поминам низ филтерот на комедија и да им ги подарам повторно назад. Значи, тоа е една моја, да речам, лична мисија, вака подлабоко ако навлеземе во идејата. Се со цел малку да се релаксираат луѓето, затоа што невозможно стана тензично и навистина малку треба да ја кренеме рачната, што би се рекло. И здравје Божи да се префрли на национална телевизија, ама немаат национални се со турски серии кај нас многу се зафатени. Да, кој ќе ме синхронизира мене од Охрид? Треба синхронизација да удрат. Ужас. Она што е во твојата професија дека сигурно мора да си насмеан, да си окружен со многу луѓе, да си весел и позитивен, а ја на денешно време се путешко не идувам на луѓе кои можат да бидат цело време такви, а ти си еден од тие. Што ти е тајната да Никола Шапчиња пиеш дај да земи? Од водата охридска. А ќе имаме сите охридска. Да, се трудам да привлекувам така туристи, зашто немаме. Не може да немате, може да имате снимано. Имаме снимано. Се трудам, не е лесно секогаш. Баш пред известно време купував во супермаркет во Охрид и ме гледа продавачката и ми вика, демек, што си нерасположен, демек не сме навикнати да те гледаме вака. И викам, слободен ден ми е. Не сум на работа. Ме направи за никаде, па после вика, што е работа, нешто вагава не ми работи. Ти викам, сигурно има некоја тежина. Да, тежина. И вратив. Еден краток пресек да направим овде за да можам да го најавам краткото клипче и материјал од тебе. Се одлучивме за тие 6 минути што ги споминавме, меѓутоа што точно ќе погледнеме од кој настап. Последниот настап, голем настап во Охрид за зимска бајка, значи пред Нова година беше организиран во Центарот за култура во Охрид од страна на Охрид Ньюс. Ќе погледнеме парче за првиот црн лебед во Охридско езеро. Може, ајде, уживајте. Уживајте. Сакам да заспиам. Јас така на децава им викам. Немат слух дома никој. Абе, оставите ги телефоните, ќе ви дам DVD, Джоле снимат, жити мене, човече. Вака ќе си одите дома. Во настан, во живо вакви. Не, чекај, да не пропушќам. 2016 ќе ја памтиме по тоа што се донесе црн лебед во Охридско езеро. Бидете со мене. Црн лебед заедно со бели лебеди во исто езеро. Одма расизмов излезе на површина. Исплива расизмов одма. И стварно а сите глумат демек да се окей, нема ништо сменето. Еве се сликаме со лебедиве селфи. Ама црниов некако конаќоше го редат.
за да може да окропнит после дома на компјутер, расисти едни. И стварно заебано е, човече. Многу тешка работа, одма гледаш расизам во све, одам да ги хранам лебедиве, знаеш? И му фрлям леб вака, и да црниов си викам, пичку матер, човече. Види прво поставен си неубо, ти од озгора му фрляш леб нему, разбираш, демек тој нема си дозволи. Чекат на тебе, ти да му даеш, да се смилуваш, викам, егај заебано, се спуштив на негово ниво одма. Довде во вода влегов. Може неубо ми беше на душичево, не? И му фрлям од лебов, го хранам вака, и овие беливе кнасиве одма дојдоја, и тие расисти, човече. Овој кутриов црн лебед донесен од золошка во Белград, пази! Црн лебед во золошка во Белград! Класика расизам, човече! Ужас! Таму во Кафес го чувале, го пренесле преку граница црноробје. И овде не го пуштиле одма на слобода. Не, 2 недели во карантин, в затвор да поседит малце. Да го пресечит наеднаш слободата. И ви вика, знаеш, го хранам лебедов, одма овие кнасиве дојде вака. Го гледаш лебед, си викаш, Милошо, Милошо, кнаса е во него, еј. Кнасни, човече, можеш да познаеш колку се кнасни лебедине кои ти излезат на копно. Вака дурпливец, знаеш, со опавчено тебе нешто. Вакви, а излег вид на она во плитко, но одма вакви се, како хобити. Вакви. Охридски лебед вака изгледа. И тој тука ќе се посери, ќе купол така. Страшно, човече. Ко манекенка од Викторија Секрет, ама сама дома куќе е. Такви се лебедиве за мене, гнаси, човече. И викам, го хранам овој црниот, му давам леп, ови одма дојде, да му го земе. Ток утро неснајдено в золошка расте, сираче. Ни мајка знајт која му е, ништо. Изелов да ги тепам овие гнасиве беливи. Живи се тие по мене со клюној, јас по нив со леп. Сакав праведен да бидам, знаеш. И избегаја некако сега сакам да се сближиме со ова со Чедово. И давам лепче, знаеш. Пробвам, зборвам некој јазици, јас помањам шо зборвам, ама сакам да научам. Кој ке за него, за неговата култура, му зборвам нешто на лебедски, ама темно лебедски. Знаеш да ме... Вака ме гледате. Хранам му дам. Се глупирам, бе. Луѓе помня, шо правиш, море, Никола, муабет си прави. Со Чедово. Лек свон го имаш гледано. И, знаеш, му фрлям леп едно друго, гледам, некако чудно ме гледа. Лебедов црн. Вака со влажен еден поглед. Знаеш, натажен си, викам, шо правам, не убо сега, да не сгрешив нешто, да не го навредив ова Чедово. Шо правам, леп му давам, го гледам лепов, бел! Лебел, човече, најбел, тип 400! Најрасистички леп шо може да постои! Тој шо го прави во житолеп гарант нација, човек, со кукрасти крстои! Лебед, истетовирано, ма пречкартан вака! Тоа беше Никола на работно место, а денес ви опуштена атмосфера на Шанк. Актер, глумец, актер или глумец, што е во правило? Како сакаш. Како сакаш. Само зборви. Комичар, само прави му работа.
Сега ќе влезам малце со народните приказни. Добро. Бидејќи од дете сум ги сакала и до ден денес ќе ги сакам, искрено ти кажам, таму те обожавам како глумиш. Тоа охридско и баш дијалектот те прави многу поприроден од она што ни недостигаше. Како е да се соработува со таа екипа постарата од народните приказни и како вие како помлада генерација се вклопите во целиот тој? Па и јас исто пораснав со македонски народни приказни и беше доста интересно искуство да се запознам лично и да соработувам со колегите со кои што соработувавме таму. На почетокот морам да признам дека не беше лесно да не прифатат, значи стара коска, хардкор беше, требаше да се докажеме. Ама тоа си е нормално и природно, сега сме многу добри блиски пријатели со сите. Беше доста интересен период на работа кој траеше неколку години, снимавме за различни продукции. Се емитува секојдневно на повеќе телевизии, веќе децата кога поминувам ме знаат, ме препознаваат во ликот и ми е многу драго затоа што во ред се појавија и критики во однос на тоа дека само приказки се снимаат и така натаму, што од една страна ми е многу жал затоа што телевизиите некако не се многу ентузијастички настроени за да создаваат македонски продукти, за жал. Пак ќе се ставам на страна на колегите актери, значи навистина е греота капацитетот во Македонија на актери, зборувам не само од Скопје, туку воопшто од сите градови на Републиката, глупаво е да не се искористи и наместо да се занимаваме со дневно политички содржини, треба многу почесто да се емитува македонска програма од било каков карактер. Ќе се навратам на македонски народни приказни, ми е драго што со услови такви какви што се, значи продукциите се прилично со мал буџет, меѓутоа барем успеавме на еден многу искрен начин да пренесеме одреден дел, добар дел од народното творештво на наредните генерации на деца кои што во ова време сега нормално. Јас имам дете од 2,5 години кое што веќе знае да ракува со мобилен телефон, да си пушта клипови на YouTube и тоа е тоа. Ама едното, другото колкава? Другото е малечко, 6 месеци. Машала. Да, така да успеавме на еден искрен начин да пренесеме убави пораки и поуки на децата, зашто многу ми е драго. И мене ми е исто и посебно заради тоа што сте интересни. Колку и да ме тешко нели да се навикнеме, секогаш е тешко, јас ми е тешко се навикнам на твојот лик и на твојот начин. Ми фалат на сите, ама нели мора да метнуваме и млади, ама добри сте. Мене барем ми се бендисавте, но што е она што би сакал ти да бидеш како актер, да бидеш вклучен, дали имаш жилба за некој филм? Не знам до сега како имаш искуство на филм, со филмската... Да, голем предизвик е, до сега не сум имал можност да учествувам во игран филм македонски, би сакал нормално, тоа е сосема... Не има актери кои си го сакаат само театарот и не се нафаќаат, значи... Во светот постои една изрека која вели на телевизија одиш за да направиш многу пари, на филм одиш заради популарност и во театар за да покажеш дека знаеш да глумиш, така да. На парите не знам што да ја правам дека така да. Затоа реков во светот. Да, во светот. И го сакам, театарот е предизвик сам по себе, меѓутоа филмот има тотално друга една динамика, исто така привлечна и интересна. Така да во иднина се надевам дека тоа сигурен сум дека тоа ќе ми се оствари. Исто така, кога почнав посериозно да се занимавам со стендап, луѓето претежно ме познава од македонски народни приказни и беше чудно да ме видат во едно тотално поинакво светло. Така да сега тоа ми е, да речам, од приватните проекти кои ги работам, еден од поактуелните, да речам, проекти.
Сега на 1 април ќе имам големо шоу Многу во сакам гости Софија. како тебе, што стам си ги, не морам да се мачам, Да. јас ќе си пијам. Тоа сакам Во да те прашам. Софија имаме, да речам, шоу во една од најголемите сали, зала едно во НДК. Настапувале огромни имиња некаде. Ти си сам или? Не, тројца колеги сме, заедно со колегите од таму. Така да се спремам сега, тоа е следниот голем настап. за А во кој се Македонија, спремам. за да не мора да одиме до Софија, кај може да те видиме? Во Македонија ќе настапувам сега скоро во Public Room на 16. На 16, да, таман ќе го најавиме со време, фати се. Да, така да сите кои Оти не сме сака, уживо, снимаме и ние правиме кои се математика. желни да го видат она што го работам во живо, клипчињата се друга работа. Работев и на регионални телевизии сличен формат на стендап, меѓутоа телевизиите не можат да си дозволат снимање во живо со публика, нели како што би требало да се прави, затоа што тоа е голема организација и поскап проект. Затоа препорачувам сите оние кои се заинтересирани да дојдат да ме гледат во живо, затоа што тоа е тотално друга пикантерија. Добиваш фидбек од публиката, вибрациите се подруги. Во Охрид си редовно настапуваш, таму те веќе знаат, домашните. Да, Охрид, нивни си. Охрид ми е како во теретана, таму нели, барем еднаш неделно имам настапи. И се надам дека и ќе те убедиме и да пушаш из Македонија, ти верувам дека да, за ми постави прашање, не дадов одговор, значи ко политичарев е станал. Ти те вртам од околу, дека министер. Планирав турнеја низ Македонија оваа пролет, меѓутоа заради организацијата во Софија, заради настапот во Софија, се одлучив да ја оставам за наесен, така да наесен ќе можат сите комплетно, ќе одам во сите поголеми градови од Македонија да видат нов и свеж материјал. Така Баш ми е мило. Oh, yeah. Yes. Колку си искрен како човек? Многу сум искрен како човек, а не секогаш е паметно. Епа, јас тоа веќе го научив, ама сега мислам ќе играме една игра. Дури во материјалот ми е тоа така. Ќе играме една игра, ова нема ти смета. Добро, не. Ова сум повели? не сум. Да, сум не сум. Не сум. Значи, морам да ставам луѓе научари, многу сте убави вака. Морам да ставам научари да прочитам што имам напишано. Она ми се толку прљави на очареве што ништо не гледам, ама добро, одма е подруго, одма е подруго. Шо прежве Никола, добро? Сум. Ајде, почнуваме. Ајде. Никогаш не сум, јас ќе играм со тебе, многу сум фери домаќин. Добро. Знаеш. Никогаш не сум бил на нудистичка плажа. Не сум. Нема што да понудиш или? Немам нудистичка. Да, Охрид нема нудистичка Нема бе, плажа. нудистичка Охрид. Направите си сами бе. Ние паркинг немаме, нудистичка. Нека многу наплаќате за паркинг си затоа. Никогаш не сум се капел гол. Сум. Сите од Охрид има така, не сум се. Грешка свртев, не сум. Аха. Гача. Сите од Охрид имате капено гол и читкар ми кажа дека се капел гол. Нормално, тоа е екзотика. Шо правите? А тоа е нормално. Мислам. Вечерно време или? Па зато немаме нудистичка плажа, се е нудистичко. Добро, значи... Нудистичка плажа е секојаш кој ќе имаш шо да понудиш. Не е ладно? Не. Оние големи на охридски пастрамки не гризаат. Јагули си ти охридски. Јагули. Не гризаат. Да. Никогаш И не... се мрестат. Веќе ако... Да, ако ви ќе навлагаме во рибарските води. Да. Никогаш не сум бил приведен од полиција. Не си? Не. Сум и мајка ми усти да преспиам како лекција, а живеев до полицијата. Како лекција зашо? За Дека ја преку спиење? глава од мене да одмори малце. Да. Никогаш не сум се изгубил. Значи ова преме мојот во град, во дом. Сум. Тоа ми е прва травма од детството. Сум. Кај се изгуби? Се сеќаваш? Да, се сеќавам детално. Бев со моите на село и тие има некоја таму по задушници такви работи. Јас сакав да одам со нив, не ме зедоа и ме оставија со брачеда ми таа да ме почува и јас шмугнав и за тие десно, јас лево. И сум се загубил и толку памтам. Толку памтиш? Да, Никој те се најде ништо? Не. Јас јам изгубена на плажа, чуварите ме најдоа и на она разглас
го бараме родителот на девојчава, а и 15 минути му да не дојда па и повеќе. Мислам од што мајка ми била срам непријатно, као што ќе помисла сега ако секако си изгубена, зошто да дојдам сега? Ами што ќе помислат луѓе, сум си го изгубила детето. Барем ќе пиеме кафе, така. Да, ако не ме зимајте, да, сте ме изгубили, ајде. Поздрав, драга мамо. Многу те сакам. Никогаш не сум бил казнат за брзо возење, ти спомна ќе се враќаш. Не сум. Вистина? Не сум. О, види ти шофириште. Не сум. Поздрав, момци. Браво. Нека да продолжиме така, а? Добро. Добра, ајде да видиме од школа. Никогаш не сум бегала часови. Се мислам зошто. Да? А петки ти беа или единици? Петки ми беа и бегав. Ја не бегав толкова. Биполарен сум. Добро. Никогаш не сум добил нешто на игри на среќа. Сум добил, ама исто ко да И јас не така сум. рачунам на мали суми никој. Да. Ама играш лото нешто, играш Не. игри на среќа? Не. Па што да добиеш? Па не знам. Што да добиеш? Атер на бражањето, инаку неам однос. Никогаш не сум избришал нос со ракав од блуза. Да, бе, а зошто? Сум. Мислам екзотика. Никогаш не сум направил нешто што сум се посрамил на јавен настап, пример ждригање, гасови, да не знам што може сви на сцена да се деси. Колку е емисијата нецензурирана? Па у 5 поплатне одиме сега. Си? Сум. Зато прашам. Си? Добро. Актерот треба да се чувствува на сцената како дома. Така да сватиш толку што би имаш кажал. направено. Готово си ми е јасно. Никогаш не сум направил голо селфи и не дај Боже погрешка да го имаш пратено. Ме замисли. Добро. Не сум досега, ама... Да, планираш? И последното прашање, никогаш не сум водел љубов пред камери. Што ми е замешам со таблет цела време? Не сум. Неќам да ми е како на работа. То ти е на уживаш Мислам по тоа. да некој да ми режира, не. Толку сме Не сум, веќе се фала. заигра убаво беше. Супер беше. Ај Се тоа заигра. Не сум. Треба ка сакаш и цела Фати. емисија да направиме така. Риша, мислам дека треба да привршуваме, нели така веќе Кажи, сме на кафул. Домова. Остана ли нешто што не споменавме, што заборавивме да спомнеме да кажеме? Не споменавме дека сум вага во хороскоп, тоа ми е многу важно во Ова сега животот. ме зафркала како прашаш у хороскоп. Морав да те прашам. Да. Затоа што си многу позитивен, харизматичен, насмеан, весел и морав да знам со кои луѓе треба да се И дружам. мислеше дека сум водолија. Да, водолија, близнаци, ништо такво. Ама ќе барам ваги од сега натаму, да се дружам со ваги. Тоа е баланс. Добре, на животот. добре. Да ти даеме подаручиња. Ајде, дајте ми. Од Софија па Скопје па Охрид сега одиш. Да ми се исплати па. Ова е за сопругата. Значи без подарок дома не се оди. I love you. Пан Принт имаат направена вакви убави шолјачки на сопругата Прекрасно. ја даваш сега да прави чајче за малите, Драга да сопруго, ова е за тебе. Ако не ти го донесе, мисли му ја. И виново, најбитно ми е виново. Едно шишенце вино Ви од благодарам. нашите пријатели. Ви благодарам. Нивното Прекрасно. вино Ево, уживавме на шанк. Кале и ќе го испијам на кале во Охрид. Си спланираме ќе кај ќе го Компатибилно испиеш. да е. И имаме кафенца, ти си човек што многу работи напорно. Да. Едно од најубавото турско кафе. Сав кола ќе си сварам, не знам како. Пази, и ама- шоли имаме. О! И шоли имаме. А дека имаш мали дечиња, имаме ваква детско капучино да Прекрасно, ги израдуваш, ви благодарам, да им направиш кафенци ви на нив. благодарам. Цела турбичка ти дававме Ви да не благодарам. речеш дека не сме, еве дури ќе ги сам да не сум јас од оние, еве ти поклони за пред камера, па Фала ти. врати ми Значи, ги после. јас пак ќе речам, ама фала ви во секој случај. Се чувствувам прекрасно, ова е, мислам, прекрасно, се виновно се осеќам порано што не дојдов во емисија. Не можеме да се искоординираме. Да. Ама многу ти благодарам. Знам дека Фала ти ти беше многу. напорно од пат, од патувања, ти испозадржавме овде како студија, ама дека не беше убаво друштво. Прекрасно беше, прекрасно Пуштаме беше. сега кон убавиот Охрид, кон саканата. Морам да викам дека е убав Охрид, ти објасни зошто. Да. Најубавиот град во Македонија, најубавите луѓе. Гледате, остваруваме. Колку цркви, толку кружни токови. Точно, а не Кичево ни ја зеде титулата.
За жал, Кичево е веќе со највеќе кружни по глава на жител. Нисум била на кружни по глава на жител. Преборачувам, доста е забавно. Јас, например, не би одел во Дизниленд, си одам во Кичево на кружно и се враќам во Охрид. Ова е човекот што сака да ме насмее на 16 април во Public Room и на Facebook може да ги следат сите твои други и 1 април во Софија ако веќе ги води пат. Да. И на YouTube и на секаде кај што да. Ама не толку до YouTube стигнавме. Благодарам Никола многу. Види ме поздравени, се чекаме кога ќе имаш пак нешто ново на Шанк. Бажи, фала. Останете уште кратко вие пред телевизор за да можеме да се одјавиме и да се изгушкаме ко луѓе вака преку камера. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. Come along if you Is it minute? happiness is the truth. Because I'm come along if you know it. Happiness is a you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Од убавото студио кое е Панпринт ни го издекорира и ни го среди, време да се одјавиме до следната средба која е точно за 7 дена, со единствена порака да бидете насмејани, весели, опуштени, релаксирани и редовно да не следите нашата официјална Facebook страница на Шанк со Ивана Наскова, да ги гледате нашите премиерни и нашите репризни изданија, затоа што на Шанк никогаш не е досадно и најубаво е, секогаш може да се потпреш на Шанкот. А она што мене сега ми останува само да ви кажам дека ве сакам, дека сте многу добра публика и дека насмеаните луѓе се секогаш најубави луѓе, затоа редовно гледајте не. Чао Македонија, до 7 дена следна средба.